Почитувани гледачи, добро вечер, срекна нова година, нека ни честити божичните празници и многу не размислував со кого да почнам годината, па се одлучив со еден мој драг пријател, тоа е Јордан Ѓоргиев, познат у Кочини, сигурно нема да ми се замери како Јоцо Апашот, бидејќи ние во Кочини и по прекари се знаеме. Токму на денешен ден Јоцо како секретар на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура пред 30 години го постави првиот ски лифт во Кочини набавен од Бор. Тоа беше нешто со што тој на некој начин го оствари сонот на, ајде да кажам, Благој Јанков, на Бобришев, на Трифунов, на Наков, на сите оние планинари па што сакаат скијање во Кочини да заживее спортот, односно белите спортови. За жал, за овие 30 години се случија многу промени во светот, Кочини остана да тапка во местото. Добро вечер, Јоцо, срекни ти празници. Добро вечер, благодарам. Добро вечер и за гледачите на телевизијата Канал 8. Посакувам срекни празници, оние што помина и овие сега што ќе дојдат денеска. Да си ги прослове. Па до Василица имаме, до Свети Јован имаме празници. До 31. До 31. Празници. Свети Атанас. Само да, Свети Атанас, само сме живи и здрави да ги... Убава, добра мисла, расположение, нека се слават луѓето кои према своите убедувања, кој како... И според можностите. И можностите, се разбира. Еве, јас во емисијата најавив дека на денешен ден, токму пред 30 години, ајде сега да кажам, веќе е далечната 1982 година, вие бевте секретар на Општинската самоуправна интересна заедница за физичка култура и го поставивте првиот ски лифт на, ајде сега се води како ски лифт единица, меѓутоа не е тој кај одмаралишто што постои, тој беше помал, со 36 сидра, со најлон беше јажето беше најлонско и сепак беше една атракција, атракција беше за љубителите на зимските спортови, не само од Кочани, тоа доаѓа од Пробишти, од Штип, од Велес имаше, од Скопје имаше посетители. Меѓутоа, за жал, еве 30 години тапкаме у место. Вие, еве, која беше вашата идеја, вашиот мотив, тогаш еве пред 30 години, со тие сваќања да направите она што го направивте? Па добро, во тоа време има еден многу битен предуслов, а тоа е изградбата на пато Кочани Пониква. Тоа се случи 79 или 80, така нешто. Беше готов пато и самиот спортски центар, односно сегашен спортски центар, у тоа време не беше спортски центар, него беше само ски лифт еден. Бившо југословенски касар. Со отворањето на пато се отворија и овие можности. Многу голем ентусијазам, многу голем, како да кажам, желба за тоа да стане нешто за зимскиот туризам да заживее Кочински и зимските спортови, на луѓето, за зимскиот спорт. И у тоа морам да кажам, да ги споменам, да речеме за пато беше Војчо и сега покојниот Јорданов, председател на извршен совет. Ванчо Јорданов. Да, на собранието. Па и нарачката на тај ски лифт од Фотбор, одиме заедно у Бор, таму го порачаваме и го донесуваме. Умеѓу време, после донесувањето на овај ски лифт, почнаваме една, како да речам, поширока програма една. Осмислена. Да. Осмислена работа за развивање на тај дел. Па викнаме луѓе, паметни луѓе, кои го знаат тоа и кои се разбират тоа во тај спорт. Тоа беше едно предпријатие
Лесна Словен Градец. Не. Тетово за Шара, сега не можам да се сетам како се викаше предпријатието. Они дојдоа со еден архитект Славе Бутика, Мирче Савовски, иначе простор беше на факултетот за физичка култура. Сега и друштво, и повеќе луѓе. Направиме неколку обиколки на тие места дека мислеме и да се запознаат планините. Така да они добија задача да земат, да изготват едно урбанистичко решение за развој на зимските спортови, претежно на патиките, на скилифтовите, хомологација на патиките и така натаму. Сега, тоа беше почетната фаза. Во меѓувреме дојде една друга швајцарска фирма, АКАУ се викаше. И они дадоа своje мислење и студии. Сега имаше поединечно, ако треба да кажувам, усред зима имаше газење на снег, метари до тука. Додека ги гледаме, односно испитуваме местата дека требаше да бидат тие трасите, конкретно сега скилифто 3 дека е, таа патека. Ке предем на скилифто 3. Мене ме интересира друго за нашите гледачи. Еве, Форбос, што борскиот ски... Фотбор. Да, Фотбор, што беше... Фабрика опрема и делова, така е. Одбор, што го набавивме првиот скилифт, мислам дека се викаше Цицибани, инаку името му беше. Цицибани, да. Имаше 36 мали сидра, што се ракохвати, лопатки, да, тие ги знава, се става позади грбот или некој ги напред држа, да ги искачува. И тоа беше една многу кратка стаза, меѓутоа беше интересот многу голем. Голем интерес, што значи дека имаше желба кај луѓето, уште тогаш се види дека сакаат да скијат, дека во Кочани може да се развива тоа. Вие потоа предовте на изработка на скилифт 2, скилифт 3. Тоа беше главното и изградбата на Смрека Горни град, што ја направи оваа брамнарата. Со тоа вие сакате да заокружите целата конструкција за почеток, да. Меѓутоа мене ми е зборот, 30 години од тогаш поминаа, Кочани нема се помрднато од мртва точка за овие зимски спортови, посебно еве за скијањето. Тогаш знаеме дека имаше и осуговски велеслалом, ние имавме и гости тука, разговаравме на таа тема. Меѓутоа не заживеа. Дали вие можете нешто да да ги предвидите, како сепак јас ве сметам стручен за многу спортове, може би некој нема да се сложи од гледачите или не, меѓутоа мислам дека вие бевте личност поставена на право место во право време, бидејќи за ваше време и многу се изгради во Кочани од таа инфраструктура што за жал денес не постои. Дали мислите дека човечкиот фактор или нешто друго беше причина што не заживеа овие зимски спортови? Овој зимски спорт, ајде да кажам. Веќе ги имавме условите сите. Добро. Добро, дајде ќе не поединци да не навлегуваме. Без именување, без поединци и така. Се договориме дека емисијата не е никого да отцрниме, него сакаме да поразговараме на таа тема. Ово се емитува на бадни вечери, мислам дека... Да. И некоректно е. Да. Во ред. Сигурно дека човечкиот фактор е еден од најважните работи. Добро, тука се и да речеме одредени моменти од политичкиот систем, кој зборам од политичкиот систем, веќе од 86-87 година се насетуваше дека Југославија ќе се распадне. Да. И сега, на таква ситуација, да речеме, не можеш да предвидиш одредени правила на игра и така натака. Човечкиот фактор. Најголем пример е ово што го постигнаа кошаркарите сега последно време. Ние аутсайдери беме, како репрезентација никаде не докажани, меѓутоа човечкиот фактор докажа дека заправо се е можно. Со многу труд, залагање,
разбира се, и многу голем ентусијазам. И овие работи што ги наброја се правени со многу голем ентусијазам. Благодарение на тај човечки фактор, сега да не го врзувам тоа само за мене, Да. има пуно луѓе кои се Има што беа членови на собранието на СИЗО, кои се помагале, па тоа е цел извршен совет, односно цел извршен одбор на СИЗО за физичка култура, не сум само јас сум бил на таа функција, меѓутоа многу голема поддршка од тимот што работеше со вас, да. Меѓутоа имало и некои што ќе кочат. Еве да речеме, како сето ово што го кажа, на 1, 2 и 3, оно бравнарата, на Планинарскиот дом после се започна, на него ќе предиме за подоцна. планинарскиот дом ќе кажеме попосле. Требаше да табач на снег, ратак, у Марибор, договориме и конструкција на средства, меѓутоа најдоа се луѓе кои закучија, некем да кажувам. Да не биде работа, да не биде работа и не биде. После известно време, у 90-тите години дојде табач. 89-та година еве пред мене е одлуката на ова е одлуката, односно заклучокот на извршен совет на општина Кочани, заведена под број 09/2010 од 31 март 89-та година. Извршен совет на општина Кочани кога се направи може би се насетуваше и распадот на Југославија, меѓутоа тие сметаа дека СИЗО за физичка култура не може да става свој цени за наплата на ски лифтовето, за услугата на базентите и тие некако ги подели, да кажем, објекти. Знаеме дека олимпискиот базент беше даден на водовод, а ски лифтите беа дадени на шумско стопанство. Носово. Дали не се направи тука уште грешка во стартот? Па не требаше тоа така да биде. Зашо не требаше? Затоа што, да речеме, 86-та година ние формираваме предпријатие кој ќе се грижи за овие објекти. Објектите, да. Да. И тоа предпријатие требаше да се само издржува, односно за одредени програми да биде дотирано од СИЗО, односно од собранието, зависно од тоа какви програми сака и колкава цената ќе биде. Тоа одредени свет не дозволија да функционира. Наједноставно решение беше да се тоа растргне по предпријатие. Да се раскрчме. И сега, колку фајда има од тоа, времето се покажува дека заправо фајда нема. Рековме дека за крај ќе го оставиме малку планинарскиот дом, бидејќи сега има многу интересни работи што се случуваат во планинарскиот дом, може би не сте запознаени и не верувам дека ги сте запознаени. Меѓутоа, јас една работа ќе кажам, СИЗО-вето постоја од 74-та година, ако не се лажам. Завршија негде нивниот век беше 80-та година, значи 16 години. За 90-та година, пардон. За 16 години... Наши 89-та престана. Да, 89-та крај, 90-та почетоко беше јануари. Зборот ми е, ајде и 15 години, за тие 15-16 години, граѓаните на вработените укочени, дотирајќи своји средства во тие СИЗОве, што мислам дека СИЗОвето беа добра работа тогаш во тогашна Југославија, градеа, за да потоа поединци тоа сето го разграбуваат. Јас слободно ќе кажам дека го разграбуваат и до ден денес се разграбува. Имавме СИЗО за физичка култура со една одлука, број 01-126/6, ајде да кажам, донесе одлука да донира 270.000 денари, исто како и стонотенискиот клуб, односно пинг-понгарскиот клуб Кочани, 270.000 за да се купи една сала каде што ќе може да се развива пинг-понгот, односно столниот тенис. Тоа беше во старата фабрика, сега е ординација забна, човекот си ја честно, на честен начин си ја купи од нова трговија. Меѓутоа мене ме загрижува за таа спортска сала, пинг-понг сала, никој у градот не се најде да реагира, да каже, да рече чекај, стоп, таа не е собственост на нова трговија, таа е собственост 50% на СИЗО на физичка култура, поточно неговиот наследник Совка или Сојузот на организација за физичка култура и 50% е на стонотенискиот клуб Кочани. Меѓутоа, еве, нова трговија си ја приватизира, како ја приватизира, тоа е мистерија, до ден денеска не е јасно.
и се продаде кој што се продаде. Човекот си работи таму, честно си ја купил. Тоа не, меѓутоа конкретно за оваа сала. Кои се вашите размислувања? Бидејќи тоа е по мене првото раскрачмување. Не, првото раскрачмување е раскрачмувањето на ово Добро, да доасе ние на објектите на објекти. Да, они се да доасе на организации. На организации, потоа добро, тоа време беа обществени организации, да. стопански организации и така нататък. Добро. Сега, што се однесува до ово сега идејата која беше. Столотениската сала. Идејата која беше. Оно што е на територијата на општина Кочани, каде што има резултати и елементи на врвен добро. Имаме врвни столотини серии. Да. Па имавме. Да. Имаше и прваци на мислам младенски прваци на Македонија. Да. Во тоа време имаше една добра, како да речам, генерација. Екипа, односно генерација која покажуваше така квалитетен, квалитетен спорт. Целта беше и задачата беше да на тие луѓе и се обезбеде посебно место каде ќе можат во секое време уште повеќе да напреднат. Да напреднат и да тренират. Ути врвниот спорт бара не само да речеме 2 сата дневно или некој што го вулгаризират 5-6 пати, 3-4 пати у неделата, него напротив. Бара 4 пати, ово 4 часа, односно 2 пати дневно и тоа 365 дена во годината. Да. Тоа е тоа. Со одреден одмор. Одреден период. Сега, у таа желба, тоа е да кажем, заслуга на Драги Петров. Добро, и цел извршен одбор. Да. Тој беше председател на Столотенски клуб, меѓутоа беше председател на извршен одбор на СИЗО за физичка култура. Да, СИЗО за физичка култура. А физичка култура, СИЗО, извини, имаше пари, што збореме, дека имаше пари, што не може да цел и тоа беше. Да. Целта ни беше тоа заправо да го потикнуваме и да го развиваме тај квалитетен, односно да стане врвен спорт. Да. Па не е само тоа, да речеме, оваа горната сала што сега ја не знам по кои правила отиде, таа беше заборање. Таа исклучиво заборање, таа сала. Да, таа сала се беше... За гимназијата што беше исклучиво заборање. Сега, како успеа да дојде до гимназијата, тоа веќе на натака ја не е мистерија, бидејќи овој град се знае. Салата беше салата што ја дели гимназијата со ајде да кажам со големата спортска сала, да кажам. Тогаш беше директор бившиот секретар на СИЗО за физичка култура што дојде по вас, Јове Павлов, беше директор на гимназијата. Имаше побарано со барање да му се помогне, тоа е факт, тоа е истина, има ги тие документи, да му се помогне да им се отстапе горниот дел од салата на гимназијата за да може да си направат кабинети. Меѓутоа некои луѓе си најдоа за сходно, иако во деловодните книги нигде не е запишено дека се дава салата на трајно користење, салата се даде преко ноќ на трајно користење на гимназијата, со што се спречи развојот на борењето, да кажем. Па добро, не е само тоа причината. За борењето конкретно, ајде сега не правиме за него муабет. Збориме за објекти. Второ е малата сала. Како да сме се договарале, некој каже пред емисијата сте се договарале, малата сала во... Трет објект. Ајде сега, почнуваме детално што се раскрачмува, а иако помина во општествени фирми, шумско стопанство ништо не направи со развојот на тој зимски туризам, ништо не направи водовод со унапредувањето на тие водни спортове. Вие се обидовте во ваше време, сакавте да заживеат и кајакот на некој начин. Па јако што сеќавам беве набавиле 4 кајака и 4 сандолини, кои требаше да бидат на некој начин и атракција горе на градче. Меѓутоа и тие преко ноќ
без ничие одобрение, без ничија причина, големите љубители на спортот, ја зборам во наводници во Кочани, ги дадоа на Берово, у Берово да се развива зимскиот спорт, иако Берово нема динар дотирано за тие средства. Не ми е познато тоа, ја не сум бил веќе. Да, вие не бевте, тоа беше Не сум бил ја веќе, 97-8 година. Тоа не ми е познато каде се отишле, меѓутоа јас знам дека јас ги набавував. Да, вие ги навите, меѓутоа завршија Да, сега. а како завршија тоа веќе не знам. Ето, тоа е мистерија. Добро. Ајде горе, еве сега. Сега со шо, со базено ли? Со базено. Ај со базено. Види, ај сега за базено ќе кажеме. Ама ќе кажеме и кој го е градил ти, кој се финансирало базенот, ја ги имам сите податоци тука, бидејќи многу луѓе се кацат да угради, знаат да се казат, у наше, мојата фирма дотираше, ние правиме, конкретно. Добро. Збориме тука е човечкиот фактор. Да, тука е човечкиот фактор. Сега, самиот базен, негде околу 50%. 28 милиона, извини, 28 милиона 577 илјади денари коштал е у времето кога се е градил, значи 84-та. Да. Од кои шо руин има 45,5%, односно 13 милиона дадено пари. Нова Трговија со нивните озетиња има дадено 10,5%, односно 3 милиона донирано. Стоков кредит на изведувачот има 6 милиона 577 илјади и 6 милиона обезбедени, односно 21% од СИЗО за физичка култура. Тоа е целата конструкција на олимпискиот базен, кој сака може да ги провере книгите. Олимписки базен со димензии 50-25. Добро. Ја не кем тоа да го правам, меѓутоа тука фали. Готовите пари ние ги земаваме 50% од Совка на Македонија. Да. Совка на Македонија у тоа време требаше да граде собствена зграда. Меѓутоа испадна еден закон за забрана на нестопански инвестиции и никој не се нафаќаше. И сега, у тие разговори, издоговориме се да ги префрлат парите на нашиот СИС. Префрлија ги, ние ги врнаме после 3-4 години, не знам, ти беше шеф на криминалоцот, знаеш дека тоа направиме. Тоа беше негде околу 50% конструкцијата, а оваа другата конструкција требаше да се обезбеде преку прилив на средства. Да. Она како конструкција е така. Да, фактички постои, да, меѓутоа се обезбедува на периоди. Приливот беше за секој месец по одреден за исплата на тие ануитети што се граде. Не би знаел да ти кажам за колку време, тоа мислам дека за 2 години тоа беше. Малкумине знаат у градот дека олимпискиот базен, еве да дојде некоја на контрола, дека не би го пуштил да работи, од причина што олимпискиот базен никој пат не се даде технички, не беше предаден у употреба. Иако за времето, зборам, на тогашната држава, Социјалистичка федеративна република Југославија, имаше закони кои важија за сите објекти, за да се пуште у употреба, требаше да биде технички предадено у употреба. Односно, да се формират од сите бранши, имаше комисија, со изведувачо, ќе доеше, ќе направија попис, шо е, до каде е стигнано и ќе подпиша и здраво. Словенците кога дојдоа кај вас да ве посетат у сегашната, ајде, кај шо е Аледар сега, беше ви канцеларијата, кога дојдоа, кога видоа дека базентот работе, само се поздравија со вас и си заминаа. Што треба сега да дадам улогата одигра човечки фактор, да. Да, ќе го дадам коментар. Па добро сега, има пуно ја речеме, имиња нема да споминеме, нема да спомнуваме, добро. Имаше некои кои сака да се промовираат, да кажат дека се големи и што ја знам, и поставувањето на камен темелник и така натака и од тогај и се е тоа под притисок правено и на крај и самата давање на водовод исто е така под притисок. Зборот ми е дали нешто, не дај Боже, ако случи на базентот, некој ќе одговара, кој технички не е предадено употреба. А од тогај поминале веќе од 85-та година е период до сега 27 години. Добро, јас ќе кажам за онај другиот дел. Овај што е градишниот дел го изведуваше бетон и тај е во ред чист е, технички се во ред.
Што се однесува до онај другиот дел, Цел од Марибор. Цел од Марибор што го правеше, тај не е предаден, мислам, употреба, односно имаше технички преглед треба да се изврши, записник На филтрите, на самата... Тај дел не, меѓутоа самата технологија, тоа е базен кој е правен, да речеме, од тоа време, 84-та, колку и се, 35 години, за 50 години унапред. 37 години. 37 години. За 50 години унапред е правен. И фала Богу, до ден денеска е добар. А што се однесува до техничкиот преглед, не е завршен. Не заживеа спортовите на вода, иако целта не беше само за капачи да биде наменет, имаше и друга идеја. А добро, ако мене питаш каква ми беше визијата за самиот ово, прво, тоа е спортски објект. Неговата намена мора да биде исклучиво спортска. Не може да биде туристички, рекреативна, забавна и што ја знам. За туристички, рекреативни има си плажи, има си езера, има си мориња, реки и така натака. Преку со мислам, стопанисувањето на базено, кои се тие програми што требаше да се остваруват? Прво требаше обука на непливачи. Втората работа, часови по физичко воспитување, тамо по... Па и надпревари на учениците и Еден момент само. По, мислам дека е годишно по 15 или 20 часа. Сето тоа е задача сега на општината. У тоа време беше задача, да речеме, на СИЗ-овите. Што се однесува до другиот дел, спортски надпревари. До ден денеска спортски надпревар на тај базен не е направен. Кои други програми? Требаше да има скокови во вода. Да. Требаше да се приклучи водата, топлата вода одма тука. Постојат технологии и начини тоа да тај базен не функционира само 70 или 75 дена у годината, него најмалку 180 дена. Тоа значи 6 месеца најмалку. Постојат за тоа услови и тоа не е многу скапо и не е нерентабилен за тоа што е мал временскиот период на работа. На користење. Иначе сам може да се издржува. Вие имахте една идеја, тогаш мислам дека кога разговаравте, имавте една замисла да го правите базенто некако на оној руски начин на користење. Благодарение на топлата вода во близина да се испуштат наоколу со тие цевки, таа топла вода, таа пареа и да се направи една као корона имахте, као круна некоја во која капачите ќе се капат во загреана вода, надвор ќе бидат заштитени, колку толку иако се временските услови ниски, дека ќе намиги тоа и тоа таа идеја пропадна. Види, тоа ја не сам ја измислувал што вика цацко топла вода. Не сам ја измислувал ја топлата вода. Тоа е пракса у други земји. Дека сме виделе, ако ние не знаеме, ќе викнеме некој што знае. Има паметни свет, знаат. За некои работи, да речеме, треба да се, за тоа се викат консултации, односно консалтинг фирми и така натака, што вршат таквија услуги. Тоа не е проблемот. Меѓутоа, проблемот е у нешто друго. Проблемот е паучовечкиот фактор, начинот како е поставен користењето на самиот објект. Тоа е тоа. Кај нив е сега терет, да речеме водовод, кај нив е терет, меѓутоа не го дават на некој друг. Не го дават на некој друг, ја викам. Некој што треба овоо што го зборам јас да го направи. Реалност направи, да го претвори. Иначе Кочани имаше, еве сега Кочани имаше, да речеме, одлични услови да промовира еден фантастичен спортски центар, систем на кампови, на еден известен начин да го реши и системот, како да кажам, спортскиот систем на врвен спорт у Македонија. Што со тие кампови, заправо? Треба на учениците да и се овозможи тамо дека учат и да тренират. Тоа е тоа. Камповите всушност би биле... Замислите биле добри, тоа реализациите никако не излезува дека се добри. Тоа ми е зборот на мене.
Не е имало реализација. Значи, за ово не е имало реализација, замисли само имало, да. И Олимписки базен изградбата на Олимписки базен сега после 27 години, бидејќи ништо не е користено, ни еден спортски натпревар излегува како промашена работа. По мене, иако замислена не му била за промашување. Тоа ти од прилика много старите што викат на сиромах кој седе на златен рудник. А не знае на што седе, нели? Не знае на што седе. Нема мозок. Иначе не знам што да кажам. Источната трибина на стадионот Никола Мантов или понапред градски стадион Кочани, источната трибина, бидејќи западната ја градеше Търговско друштво Атом, таму го оставам, источната трибина. За да се у денешно време сега, перспективата е, у денешно време е за да се купи некој да сака да го купи фудбалски клуб Осого или фудбалски клуб Кочани, не е битно кој, за да заживее тај спорт, тај што ќе финансира сака нешто и да користи. Меѓутоа еден од условите е да го добие и стадионот, рецимо на 20 или 30 години користење, од каде што ќе црпи средства се до тоа да го реализира. За жал, продажбата на источната трибина, бидејќи сега тоа е кафана, човек си ја купил легално, продадено се, дал си пари, изборјал си пари на државата, земал си и тоа. Меѓутоа и тоа е еден од условите за останување на фудбал. Источната трибина. Ја можам да дискутирам како е правена, иначе што се однесува до ово, немам коментари. Види, тоа правена. Тоа доваѓа правена. Ајде. Како е правено, можам да дискутирам. Иначе ово другото како отуѓуваме, како е се правена со вредност. Па добро, сега не можам да се сетам на вредноста меѓутоа. Не, почната 26 септември 79 година, завршена 82 година. Вредност 6,5 милиона тогашни средства. Кредит на изведувачот 50%, 3 милиона 250, Съюз за физичка култура 25,5%, милион 650, Житорис милион и 500, 23% и издружени средства од собрание на општина Кочани 100.000 денари, односно 1,5%. Цялата конструкција за изградба на источната трибина на стадионот Никола. Добро, тука има и додатни средства, забравил си ги од местниот самопридонес. Тие се екстра, не составени. Тие се тука, што се стават, од здружени средства од собрание на општина Кочани. Не верувам дека се тие. Добро, не е важно, ајде, не е ни битно. Тоа е конструкцијата цела. Добро, не е ни битно, ајде сега. Тоа воопшто не е битно. Меѓутоа битно е дека у тоа време Кочани фудбалот беше како спорт број 1. Не можеше да се, како да те кажам, да се прескокне тоа. Стадионот беше у една многу незавидна состојба и затоа Съюзот за физичка култура носител беше на тоа. Покрај нас иницијатива и која е иницијатива, додека траат надпреварите, прво источната страна ќе се направи, па после западната страна ќе се сруши. И можеш после да требаше да заокружи цялото. Да. Умеѓу време случија се други работи, меѓутоа ова што се започна и заврши се. Многу квалитетно, секоја час на изведувачите, Бетон беше у тоа време, директор на предпријатието беше Тотката. После градски стадион Скопје Кочани имаше најдобра инфраструктура и на него можеше да се содржат само со подобар терен и меѓународни натпревари. Направиме исто така за дренажен систем, дренажниот систем со копање на канали, со чакал, со перфорирани цевки, одводо. Сега шо тоа има, сега не знам. Никој не знае сега шо има. Никој не го интересира сега шо има. Поставиме ако некој треба нешто да земе, ќе го интересира. Го направиме добар. Поставиме место за атлетска патека. Требаше и атлетска патека да се прави, тартан. Меѓутоа не стигнам до таму додека бе до 86 година. Толку. Почнаме со
А тоа како е на натака крчмено, иначе Се е имаше раскрчмено. тај под Се е раскрчмено и едно се крчми. Едно се крчми. Граѓаните што крадија сега поединци, што имат некоја луда паричка, дај ќе земе, тоа ќе одеме. Не може тоа да се земе, тоа у нина држава го нема, тоа у нина општина го нема, тоа треба да се седне, Да, сакаш да го земеш тоа? Да, ќе го земеш, меѓутоа за спорто ќе даваш толку, ќе учествуваш толку у спорто. Не може тоа така. Тоа не може така. Тоа јас и ти може да дискутираме тука 2 дена и 3 ноќи, некој ќе не слуша на телевизија, ќе смее, ќе штегите овие двујцата луди, нешто коментират без врска. Да, коментират и они не се засегнани за тоа. А ние сме засегнани малку за спорто повеќе и затоа сакаме да дискутираме. Почнаме со ски лифтовето, горе ќе завршиме со ски лифтовето, горе со Пониква, односно со тај зимски центар. Ски лифт Пониква 2 никој пат не проработи. Поради погрешна 4-та стопа. Сега, на стазата на ски лифтове, колку сакаш викендици. А само ски лифто 2 е у Кочанска територија, у општина Кочани територија. Додека единицата и тројката се у општина Пробишти. Добро, тоа територијалната подела уште тогаш беше така на територијата, меѓутоа Што не проработи, еве таа двојка, види, поради таа стоп. ние консултации имаме у тоа време. Сега не можам да се сетам како се викаше председатело. Одиме, договараваме се за ски лифтов, они кажаа дека не можат. Мислам, имаме и некој протокол запишено. Не може да се сетам на името на председатело, а председател на извршен совет беше Драганче, овој беше со бела коса. Да, шо не го знаеме, да не го споминјаме. Лазо. Не ми текнува. Добро. Презимето, направиме некој протокол и така да у тај дел немаше проблем и за урбанизацијата. Ние донесоме урбанистичко решение за горе за Пониква. Ја не знам, у СИЗО го ние оставиме тоа. Дека е сега... Зборам за ски лифтот 2. Еден момент, ја кој зборам за ски лифтот 2, не са само ски лифтот 2. До ски лифтот 2 требаше да продуже и сечена е шумата, тамо требаше да биде за ово стаза за велеслалом. Да. А покрај таа патека, сегашниот на ски лифт 3, има една друга патека што е продолжена доле, што врте надоле. Ски лифтот ама до доле она е некаде околу 1300-1400 метра, не знам точно колку е. Доле скроз до Падина една. Добро, сега не можам да се мине го пато, што е стариот пат. Сега, покрај старата пекара, сега нема ништо од неа, горе црквичка нешто правија тамо, има една патека. Свети Василий. Свети Василий. Има една патека, сосема до доле. На другата страна од лифтот, така? Да, кај што се држуваше од источна, североисточна страна, да. Североисточна страна. Од исто од овај срто дека е ски лифт 3, па скоро до Бравнарата, еден помал ски лифт, исто така беше предвидено. Самото плато, тоа беше предвидено, бунгалови, изградба на бунгалови. Немаа среќен крај, од други причини, од човечки фактор. Немаа ни среќен почеток, не среќен крај. Да. За да се заокружи целата оваа конструкција, горе на Пониква беше предвидено и се започна со изградба СИЗО за физичка култура, го започна со изградба, меѓутоа беше предадено да тие средства ги префрлаше на Планинарско друштво Пониква да го изграде Планинарскиот дом. Јоцо Мош не е запознаен, Планинарскиот дом е сега моментално прва атракција у Кочани. Ке се кршат копија кој да го лапне. Направење што е направен, прва понуда имаше од Руен, господин Иванов, покоен. Пред да го изградат оној другиот. Да, имаше идеја да го земе Руен
да го оформи тај пленарски дом со тоа што со колку јака визија. Со тоа што горните спратови у време на летна и зимска сезона да ги користат спортистите, бесплатно да спијат горе, значи собите бесплатно да ги користат, а храната да биде по набавна цена таа што и у градот, за да може да му се помогне на спортот. На некои големи, ајде да кажам, луѓе у градот, тоа не им се допадна, тргнаа го. Втор се јави, може не си запознани, сигурно не си запознани, Винка од Виница да ја земе. Исто имаше и тамен прекрасен дечко Никола, што имаше некоја визија за тај планинарски дом, ама кучанци не дават на виничани ништо, не вија виничани ќе го земат со тоа, со речи го со темелите ќе го однесат у Виница после. И тоа не заживеа исто како идејата што не заживеа да се направат горе, да збореме реално хотелите што ги нудеше овие словенците што сакаа да ги прават, ако се сеќаваш, за да заживее тај туризам. Меѓутоа сега ми избору, бидејќи е атрактивен, сега и мислам у најскоро време некој ќе го лапне тај пленарски дом, за да профитира добро, да ја кажеме туку во емисијата, истината целата околу неговата изградба. Бидејќи друг не е верзиран у градот, сите што кажуваат, ја им кажувам дека сите на свој начин си пеат песната си, на никако што им одговара. Добро, ајде ќе кажеме како е. Планинарскиот дом заправо ќе почнеме од почеток. Се од почеток. Оти него мора да го расчистиме. Ќе го расчистиме. Еден момент само и ќе го расчистиме. Планинарскиот дом заправо требаше да правиме планинарска куќа. Славе Бутика, така се викаше проектанто, направи еден проект на пекарата што е. Тамо требаше да се направи, да изреновираме и да направиме. И сега, у едни неврзани муабети, ако треба и луѓето ќе ги кажам, Димиња не. Да не кажувам, ајде. Ајде мало ние тоа, ние сакаме посебен планинарски. Хајде посебен планинарски дом. Ние планинарите сами ќе го направаме и да доаме одредени средства. После една година, две, не бива ништо. Отидоме да видиме Додека е стигнала. Додека е стигнала работата, видовме дека ништо не бива. Викнаваме го Атом, односно покојниот Тодос. Паунов, Тодосије Паунов. Тодосије Паунов. И бивале, направија проектот го ајде и мине шом не кажуваме. Не е битно. Не, направи го еден човек и сега договориме се за цената, за изведбата, клучна рака. Авансно платиме 50% за одредени ситуации. После тоа платиме уште 70-80, односно до 70-80%, уште 20 или 25% за клучна рака. До тука јас бев. После не бев. И тоа знам. Иначе работевме со Ербапски, Мите и Снежана, они беа изведувачи со групата на Атом. Многу коректно, многу направија. Требаше се да заврше. Ја после тоа не бидов секретар. Натака како се одвиваат работите, не икам да дискутирам, не да не знам, ама не икам да дискутирам за тоа, не правам муабет. Опасно е времето, не смееме да дискутираме многу. Не е опасно време. Шо, јас сум пензионер, шо е опасно времето. Не икам сега, ја кажати, бадник е сега, тие муабети. Не ги минувам, не може да ги сменам работите, у тоа е проблемот. Така, не, па и кога се договараме да бидеме, да бидеш гостомистер, кој ми минја нема спомнеме, бидејќи ништо не можеме да смениме, меѓутоа, целта беше да ја презентираме едната права истина, бидејќи вие работехте у време кога граѓаните издвојуваа многу средства. Вие бете у таква организација, меѓутоа тие средства беа наменети за граѓаните и се градеше таа инфраструктура. Знаеме ние што спорт имавме тај период. Фудбал, борење, гимнастика, ракомет машки, ракомет женски.
планинарење, скијање, шах, се знаеме до какви дострели доваѓаа нашите спортисти. Сега нема спорт, ама нема инфраструктура. И целта им беше оваа емисија да седеме да поразговараме на луѓето што ќе ја гледат, на некој дали ќе му се допадне не или ќе нема да му се допадне, тоа оставам они сами да пресудат. Некој може ќе вулгарно ќе се однаса према нас, према оваа емисија, што правите емисија оваква, бидејќи не им одговара. Бидејќи на мен ми е едноставно, ево ја може да се каже мај некој спортски работник како љубител на спортот, криво ми со тоа што граѓаните што го правиле, сега поединци го уживат, ама без да дават никаков допринос за развој на спортот. Тоа ми беше целта у емисијата да видиме. Значи по вас да заклучиме сума сумарум за планинарскиот дом. Дали он е платен, меѓутоа не е изграден. Да, платен не е изграден. Те тоа требаше да го кажам, меѓутоа сега некем да кажувам. Дали ево, ако заживее тај пленарски дом и некој ако го земе да го приватизира, ќе биде од комерцијална страна или од спортска страна по тебе? Со оглед на факт, оно што се случува сега горе на Осово. Види, ја не знам сега како ќе ги дефинира тие работи, во смисла на оно што е дефиниција, да речеме, на планинарски дом у оно време. Да. Ние, кога ние го тоа беше градеме. пред 30 Планинарскиот дом заправо е место каде ќе можат сите граѓани, не само на Република Македонија, него сите кои што ќе се затечат, што имат интерес, ќе можат да влезат у тај планинарски дом на еден сосема пристоен начин, да преноќат, да се напијат чај, односно храна, да одморат. Ако има некои други желби, да речеме, да продолжат према Султан Тепе, односно Руен и така натака, да си продолжат или да си развиват одреден, како да кажам, еве со велосипед да одат. Да, има сега монтбајни, има ги различни горе што се употребуваат. У таа смисла е значи еден начин вие сте го замислили, мислам дека функцијата не му била едно прифатилиште да биде за луѓето што ќе се најдат у тај време на планината. Меѓутоа не хотел. Не комерцијален, него заправо намески, достапен за сите слоеви, за народот, за луѓето. Мислам дека тоа беше преку оваа емисија, мислам дека тоа беше суштината на планинарскиот дом. А тоа што не се изгради, тоа ја ќе им оставиме. Може ќе кажете вие што ќе окупат сега скоро, што се направи. Ја не направи. дигам раци. Тоа што ќе дигаме раци. Треба да си гледаш пензионерските денови и тоа. Меѓутоа еве, мислам дека сега имат нашите гледачи некоја појасна слика за спортските објекти у Кочани, кои ги градеше, пак ќе кажем, народо, а ги грабат поединци. Сакам да си се заблагодарам, еве што беше гост во емисијата у првата во новата 2012 година и да ти посакам добро здравје и да ми бидеш гост, може би при крајот на оваа година ќе најдеме некоја заедничка тема, бидејќи имаш интересен соговорник си, имаш многу работи, може би тогај ќе отвориме повеќе душта некои работи да кажеме, ама и ми ја кажаме нема спомињање и тогај. Фала што беше навистина гост во првата новогодишна емисија на Разговор со Џони. И на мене ми беше чест. Да. Благодарам и ја што бев присутен. Тоа што може да кажам, кажав. Тоа го кажавме, чисто мислам дека ги запознавме нашите гледачи. Па почитувани мои, тоа беше Јордан Ѓоргиев, мојот драг пријател и мислам човек во чие време, ајде, не со негови пари, меѓутоа имаше ја таа харизма од парите на народо да ги направи сите оние спортски објекти што денес за жал најму кои користат оние за кои беа наменени спортистите. Ви благодарам за вашето внимание, ви посакувам пријатен бадник, да сте ми живи и здрави и повторно да бидеме на истата фреквенција едни спорт и други наредниот петок во исто време. До тогаш довидување.